Значи, животот на што можеме да го поделиме и како можеме да го поделиме животот и што е животот. Овој текст што ќе го прочитам е од филозофот Хабард, и он зборува за 8 динамици или 8 пориви. Гледайте, постои дека може да се каже дека постојат 8 пориви. Порив е импулс, нешто што те тера да одиш некаде, или мотив, или нешто кое што те мотивира. Вика, овие ги велиме динамици, или мотиви, или мотивација. Сега, фактички он го поделил животот на 8 порива, или 8 динамици, кои што човекот ги има. Ја денеска ќе ви објаснам колку интересно е, поради тоа што ако го разгледаме животот, ќе видиме на кој животот колку му е полн, колку му е голем и од што животот уствари се состои. Сега, првиот динамик вика е порив кон постоење како сам себе. Овдека имаме индивидуалноста целосно изразено и ова се нарекува динамикот на сам себе. Гледайте, првиот динамик сме ние, како индивидуи, нели? Секој од нас има порив да обстане, како индивидуа. Така? Не дај Боже, имате некои моменти на нешто ќе се случи, има нешто, како не знам, некој немил настан и така натаму, но човекот сака да обстане самиот тој како единка, но што ќе прави ако обстане само како единка? Но во секој случај, првиот порив или поривот, и кога ќе се овие се означени по бројки, не дека првиот е најважен или вториот или третиот и така натаму, него се именувани како бројки. Но тоа се пориви или мотиви или мотивации или нешто кое што сакате, односно кое што ве влече. Немате ли порив да обстанете како единка? Нели си сакаме да изгледаме како единка добра? Кога отидеме у теретана, сакаме да ослабеме, сакаме телото да ни е здраво. Ние сме единката, нели? Ние циркулираме во други сегменти у животот кои што сега ќе ги објаснам и ќе испомнам, но многу ни е важно како единка да сме одржани добро. Нашиот ум да биде добар, нашето тело да биде добро, да изгледаме како што треба. Но првиот динамик сме ние. Јас сум, например, доктор Жарко Костич и сега тоа ми е дел од мојот прв динамик. Така сум завршил медицина, на медицински факултет завршил, ама знаете дека не работам како доктор, работам како лайф коуч, како тренер за личен развој. Тоа е мојот прв динамик. Тоа е мојот, ајде да речеме, идентитет како таков. Значи, го имаме тој првиот динамик или динамикот на сам себе. Ајде вака ќе го нацртаме. Тоа е првиот сегмент или нешто кон кое што ние обстануваме. Зашто гледате нашиот обстанок, ајде ова да го речеме обстанок, кога ќе биде целосен, сега ќе објаснам поради тоа што ќе имаме интересни делови. Сега, вториот динамик е фактички динамикот каде што ние влагаме во контакт, нели, сакаме да оствариме фамилија. Имате дечко кој што сака да има девојка. И во самата таа фамилија или неговото коегзистирање со неговата партнерка, дечкото има девојка, девојкава има момче и така натаму. Сега тоа е вториот динамик. Така? И вториот динамик, нели, резултира во имање на деца и одледување на деца. Може да резултира, може да некој, не знам, некоја фамилија не може да има деца и така натаму, но сепак е втор динамик, поради тоа што станува збор за некој тип на фамилиарна група, каде што имате цела фамилија, која што ние сме дел од фамилија, нели? Така да ќе имате некоја девојка која што има 32 години, или ќе има 38 години, 40 години, се околина, ајде, време ти е, ај, деца која ќе родиш, едно, друго, трето, момче и се што се случува, луѓето гледаат дека тоа е порив и не дека некој ден ќе си да сакаме да го имаме тоа, но сакам да кажам тоа е порив и не само што го гледаме ние како порив, него некојаш и околината, одма, ајде ова, време ти е за ова, време ти е за она и така натаму, поради тоа што е уствари порив. Ние го имаме тој порив и ние сакаме да го имаме тоа. Значи, под вториот динамик е таа динамика на
дечко и девојка, партнер, партнерка, фамилија, деца и така натаму, така да тука е тој втор динамик кој што човекот го има. Така човекот има порив да биде со некого, да заснова фамилија. Дал сега ме слушате? Да, микрофоните се проблем. Се испразниле. Беа полни, ама не се веќе. Дал сега ме слушате? Океј сме? Океј, ме слушате сега? Супер е, океј. Дојде гласот, да. Океј, до кај ме слушавте? Дали ме слушавте за првиот динамик и за вториот динамик? Да? Океј, до третиот... Аха, другиве ме слушавте. Добро, значи веројатно само на Facebook. Имаше цело време, вели Христина. ФБ нема глас. Ама уште ли нема глас? ФБ? Душка Шулева, да. Да. Кажете ми, до кој динамик? Првиот динамик ме слушнавте, до вториот. Добрица Телеска вели вториот. Океј, вториот динамик, значи го завршивме. Сега, што е третиот динамик? Третиот динамик е порив кон постоење како група на индивидуи. Гледате, третиот динамик е динамикот на групата. Гледате, третиот динамик е на Facebook. Дали ме слушнавте за вториот динамик? Facebook, вториот динамик, го слушнавте? Што е? Зашто гледам Инстаграм цело време ме слуша. То вториот. Океј, значи вториот се слушнал. Вториот го слушнавте или не? Да? Вториот динамик беше за фамилија, за дечко, девојка, одгледување на деца, тоа е вториот динамик. Океј. Третиот динамик е динамикот на групата и вели тоа е порив кон постоење во група на индивидуи. Било која група или дел од цела класа би се сметало да биде дел од третиот динамик. Школото, општеството, градот, нацијата се секој дел од третиот динамик и секоја една е третиот динамик. Ова се нарекува динамикот на групата, поради тоа што гледате, може да има две групи. Ајде да кажеме игра фудбалски клуб од еден град од Македонија против фудбалски клуб од друг град на Македонија. Тие се еден контра друг и тие се секоја трет динамик. Но ако игра Македонија против некоја репрезентација и сите се заедно, тогаш се пак трет динамик. Гледате, може Битола да биде трет динамик, може Македонија да биде трет динамик, може зградата да биде трет динамик, може Скопје да биде трет динамик. Вие сте мојот трет динамик. Вашите колеги на работа се вашиот трет динамик. Тоа е динамикот на групата. Четвртиот динамик е порив кон постоење како човечки вид. Додека една раса би се сметала за третиот динамик, сите раси би се сметале за четвртиот динамик. Ова се нарекува динамикот на човештвото. Значи, тука спаѓаат па се сите раси. Бела, жолта, црна, не знам, црвена раса. Сите раси заедно го прават човештвото. Тоа е четвртиот динамик.
Така, за време на пандемијата добивавме, не знам, од таму помош, од оваму помош, секој со секојаш си помага, поради тоа што имаш нешто кое што е над човештвото. Сте и гледало ние филмовите кои што се за вонземјани, ќе нападнат вонземјаните, целото човештво се обединува, нема врска кој е раса, сега сме сите еден динамик за да се спаси човештвото како вид. Така, ние сме дел од тој четврт динамик. Например, знам мој пријател, кој што во Африка посини керкичка, фактички само и плаќаше пари. Такава беше програмата, плаќаше дадена сума на пари за да има чиста вода, за да има прибор за на школа, за да има облека за на школа и така натаму. Презема одговорност за четвртиот динамик. Гледате, тоа е динамикот на човештвото. Петиот динамик е порив кон постоење како животинско царство. Вика, ова ги вклучува сите живи нешта, без разлика дали се зеленчуци или животни, рибите во морињата, зверовите во полињата или во шумите, дрвјата, травата, дрвјата, свекињата или било што директно интимно мотивирано од живот. Ова се нарекува животински динамик. Така имате дома растенија што ги чувате, имате куче, маче. Некои куче и маче поише сакат и од луѓе, затоа што може би им е блокиран третиот динамик или четвртиот динамик, ама петиот динамик па многу го сакаат. Така, поентата е да ги сакаме сите динамици. Поради тоа што тие се поврзани, ќе видите. Значи, петиот динамик е динамикот на растенијата, динамикот на животните и така натаму, поради тоа што тој динамик е динамикот на животот, ама на страна од човекот како битие, односно човекот како вид. Нели? Не сме само ние живи, него и мравки се живи, и птици се живи, и растенија се живи, и цвеќиња се живи, и дрвјата се живи, значи тоа е петиот динамик. Е сега, шестиот динамик е порив кон постоење како физички универзум. Гледате сега, сакаме да обстане физичкиот универзум. Ни требаат микрофони, не ни требаат сега микрофони. Оправени сме вака, ама ни треба телефон, ни треба. Ни треба лаптоп, ни треба. Ни треба кауч, ни треба. Ни треба кров под глава, да. Ни треба табла, ни треба. На која што заборив да ги доцртам динамиците, ама ме разбирате. Значи, шестиот динамик е вели е порив кон постоење како физички универзум. Сакаме да имаме кола, ми треба облека, да. Ми требаат ночари, да. Кога ви е среден физичкиот универзум дома, кога ви е средена куќата, уживате во неа, да. Значи имаме третиот динамик беше динамикот на групите, четвртиот динамик беше на човечкиот вид, петиот животинскиот и растителниот свет, шестиот динамик физички универзум. Гледате сега што били за седмиот динамик. Седмиот динамик е порив кон постоење како духови. Било што духовно, со или без идентитет, би дошло под називот на седми динамик. Ова се нарекува спиритуален динамик. Ние како се доживуваме себе? Како духовни битија? Да. Така, ние сме духовни битија. Така, ние како битија сме духовни битија. Имаме идентитет. Имаме тело, имаме идентитет. Така, се па тоа се комбинира со тој прв динамик, кој што рековме дека го прави идентитетот. Но луѓето работат на духовноста своја, работат на својата свесност, работат на себе како духовни битија. И работејќи како духовни битија, ние се осознаваме себе, го осознаваме тој духовен простор. Така, кој да има различни духовни техники кои што работи на себе, тоа е тој седми динамик, он станува, нели, духовен, значи тоа е спиритуалниот динамик. Тоа е динамикот на седмиот динамик. И осмиот динамик, што е осмиот динамик? Осмиот динамик е порив кон постоење како бесконечност. Ова исто така се идентификува како возвишено битие. Ова се нарекува осмиот динамик, поради тоа што символот за бесконечност, ако го исправиме, е прави бројката 8. Ова се нарекува бесконечност или динамикот на Бог. Така, е сега, тоа е бесконечноста на едноставно возвишено битие. И сега, секој човек си верува во некое возвишено битие, односно во Бог, така? Само што имаме, сите веруваме во Бог, некој не верува во Бог, окей? Кој како размислува на таа тема? Ја верувам дека постои возвишено битие, но верувам на некој друг начин, каде што верувам дека ако човекот се осознае себе си, затоа што гледате, имате луѓе кои што ништо не прават, имате луѓе кои што прават разни штетни дела,
неморални, нечестни, неетични. Они фактички се го затопуваат и седмиот динамик, поради тоа што духовното битие како свесноста, гледате, ние ако се осознаеме себе си, кои сме и што сме, зар нема подобро да го осознаеме и тој 8 динамик кој е? Ова е моje размислување, верувам дека ние сме дел од тоа. Ова е моje размислување, индивидуален концепт ви давам на размислување, но ако ние, како може човек да не знае ништо за духовноста, да прави нечестни дела, неубави работи, да се затапува на тој начин себе си како свесност и како духовно битие, ама он символично верува во некое возвишено битие и верува и мисли дека он, знаете, се удири у гради колку верува во тоа, уствари не покажува со дела дека го почитува тоа нешто. И не покажува со дела дека он помага на тоа нешто или е дел од тоа нешто. Поради тоа што ја мислам дека човекот треба да свати кој е како себе, како единка, како духовно битие, за да може да почне да сваќа што е тоа кое што е нешто повисоко, може би сме дел од тоа, ако сме и така натаму, но гледате, имате човек, замислете, имате човек сега кој што е, имате луѓе кои што се целосно наопачки ги имаат ставено овие динамици. Верувате, ме разбирате, например, човекот ќе ви каже како он е добар човек или така натаму, или прави добри работи, ќе го видиш надвор дека излегол со комшиите е добар, ама кога доба ја тепа де жена му, ги тепа децата, дето на вториот динамик не функционира како што треба. Е сега, што е поентата? Видите што сакам да кажам. Значи, го имаме првиот динамик, вториот динамик, третиот, четвртиот, петиот, шестиот, седмиот, осмиот динамик. Уствари, гледате, ако ние сме активни само на овој динамик, на првиот динамик, ете, човекот не е ни добар татко, не е ни добар родител, не е ни добар сопруг, не иде ни на работа, и ако иде на работа све хејта. Гледате, може би е даден тип на расиста, на четвртиот динамик. Петиот динамик, ќе види некој куче ќе го удри со камен. Шестиот динамик му е запоставен. Седмиот динамик, какво духовно битие бе, ние сме сите животни, он така мисли. Видите, он колку е активен по тие динамици, колку среќа може да добие од тие динамици. Ама замислете, имате некој човек кој што е активен на третиот динамик и допринесува на неговата група, и си ја сака групата и си ја сака работата. Па ќе дојде дома. Дома, како татко, како сопруг, влага во тој идентитет на татко и сопруг и помага на децата. Има хармонија со сопругата, чесен и етичен. На првиот динамик се храни добро, може иде у теретана, трча, фитнес, што и да прави да се чувства подобро, се надокнадува себе си со тоа што чита, учи. Не знам, отишол на некоја дообука за да стане подобар како индивидуа. Ете, тој човек веќе има пообсежен живот, тој човек веќе, ајде да речеме, 3/8 жив. Ето, он тука е активен, он е 3/8 жив. Ама имате некој човек затворен сам себе, он, нема пријатели, не ќе да види, разочаран од жени, разочаран од девојки, разочаран од работа, хејта све во општество и од држава. И сега гледате, тој е 1/8 жив. И не само што 1/8 жив им прави проблеми на сите други луѓе. Е сега гледате, овие сите се полиња каде што можеме да играме. Тоа се полиња каде што може да ни биде многу интересно. Замислете ги како полиња на делување. И сега колку сте поактивни на тие полиња, поисполнет живот имаме. Ама ние на некој начин сме тие динамици. Порано ја мислев дека јас сум, и кога мислев дека јас сум првиот динамик, имам секојаш проблем со останатите динамици. Зошто? Поради тоа што човек кој што е активен само на првиот динамик, он е малку себичен. Поради тоа што не мисли дека е другите динамици. Гледате, јас сум наспроти нив. Ама да, ама ти си и вториот динамик, ти си и третиот динамик, тој е твој порив. Гледате, тој е твој порив. Е сега, човекот во текот на неговиот живот му се блокираат овие динамици. Го каснало куче, татко му зборел дека кучињата може да го заразат едно, друго, трето, пето, му ставил негативни информации во умот на тема кучиња. Сега не ќе кучиња. Блокиран пети динамик. Некој му зборел неубави работи за друга раса, за други етникуми, за други работи. Он не ќе. Четврти динамик.
Па имате некој на трети динамик кој што има многу погрешни ставови во врска со допринос на група. Абе, не ќе група, он мисли дека групата треба за него да работи, не он да работи за групата. Не ќе да биде ни дел од група. Така. Вториот динамик има чуден концепт на тема жена. Абе, женава не треба да ја слушаш, таа треба да ја робинка дома, треба да се и тука децава, шајова со децава, гледа и она, гледа си има деца на, не се ни негови више. Он до толку е сепариран во вториот динамик, да уопште не допринесува на вториот динамик, деца нама, гледа си ги, не се ни негови више. Он е индивидуа. Гледате, он е една осмина. И како може човек да се чувства убаво кога е една осмина? А е 8 осмина. Има потенцијал да биде. Има потенцијал да се прошири понатаму. Се гледате, луѓе, ние сме животот, ама колку полиња во животот ние активно имаме иницијатива да бидеме. Затоа што, гледате, сум зборал за биди прави имај. Од истиот текст е тука малку понатаму зборува за биди прави имај. Биди прави имај, исто од филозофов Хаберте, да бидеш, да правиш, да имаш. Сега, биди прави имај е на сите овие динамици, да бидеш, да правиш и да имаш. Океј, сега, да бидеш, значи да си. Мајка ми порано ми викаше, абе сине, вика, ти си гостин дома. Ама зошто бев гостин дома? И стварно бев гостин дома. Поради тоа што не бев на вториот динамик. Дете, човекот не знае да биде. Едно е да си маж, друго е да си сопруг, тоа е друг идентитет. Едно е да си маж кој што иде у теретана и кој што ќе излезе у кафич со другари, ама друго е да дојдеш во идентитет на вработен во компанијата. Ме разбирате? Сега, целата идеја е дека ние имаме други идентитети по овие динамици. Замислете, имате некој човек кој што е шеф на третиот динамик. Он е шеф на работа. И тоа му е неговото биди. Дава команди, на тој начин он е, ама љубезен шеф. Може да и не љубезен шеф, не знаем, може има некој чудно биди. На работа им вика, се кара. Ама доаѓа дома на вториот динамик, кај што се жената и неговите деца, доаѓа и он тука команда. Женука, чекај бе, ај смени улогата малку. Не си на работа. Шо не командаш бе вака? Шо сме ти ние вработени? Затоа што не знае тој маж како да биде сопруг. Како да биде татко. Тоа е друга улога. Тоа е друг динамик. Тоа е друга сфера. Се гледате, не можеш ти да видиш у истото биди, истиот идентитет на работа и кога ќе дојдеш дома да си пак шеф. Ја мислам дека не треба ни еден да е шеф, него човекот треба да има хармонија со сопругата, да се договорат кој каков идентитет ќе земе, поради тоа што он не го разбере идентитетот кој треба да биде за да ја одржи фамилијата, кој идентитет треба да биде и кој идентитетот на татко, кој идентитетот на пријател, кој е бидито на пријател. Кој е бидито, имате некои луѓе кои што имаат многу добро биди на собственици, на љубимци, на домашни миленичини. Тоа многу добар биди е. Женава, ќе ја видиш со кучево, се гушка, се го обожава кучево, си викаш, она да се однесуваше кон мажов кон кучево, немаше да има проблем со мажот, ама она научена у едно убаво биди заљубена у кучево, а мажот не ќе да го види, го презира, и се поради тоа што он има такво биди кон кучето, она нема проблем со кучето, кучиња ја обожаваат, мачки ја обожаваат, а она ако не знае како да биде на вториот динамик со низиниот сопруг, како што е заљубено у кучево, така да е заљубено у сопругот, ќе има проблем, затоа што не го креира бидито на вториот динамик во тој сегмент. Ме разбирате, како може да бидат блокирани овие поединечни овие динамици? На првиот динамик. Замислете, имате некој човек кој што од дете му е кажувано, не те бива за никаде, си глуп си, не те бива за никаде, си глуп си, не знаеш ништо, катастрофа си, не си добар, не си добар, не си добар. Он на прв динамик кога ќе порасне, шо ставки има за првиот динамик, за себе? Не ме бива, не сум добар, не знам. Ете му ја блокадата. Така. Го гледал татко му како се дере по дома. Ги шљапал децава, се дерал на жената. И се он го наследил тој менталитет, тој шаблон на однесување. И он доаѓа дома, се дере, вика,
Он е влезен на идентитет на татко му, он е дома у вториот динамик, таква му е фамилијата, затоа што он тоа го гледал на тој начин. Видите колку е важно човек да работи на себе, колку е важно човекот да ги одблокира сите блокади кои што животот му ги направил на него, разбирам ја. Јасно ми. Затоа е многу важно човекот да работи на себе како духовно битие. За да си исчисти дадени тие негативни шаблони кои што го спречуваат да биде, да постои, да ужива. Имате некој човек кој што е перфекционист. Не сме да сгрешите ништо на работа, сите ги малтретира. Ако сгрешат, катастрофа, казни, едно, друго, трето, пето. Детево ќе донесе 4+. 4+ донесе! Како не ти е стран? У оваа куќа само 5 се. Са си викаш, леј, он има некој идентитет кој што не е најдобар. И сега, он не е добар ни за себе, зашто цело време е нервозен, цело време е под стрес, цело време е перфекционизам, цело време нешто не му чини. Ама тој на прв динамик ако е таков, он ќе го инфилтрира и вториот динамик. И фамилијата нема да му е раат, затоа што умот не му е раат на тој човек. Третиот динамик, проблем. Затоа што не може да се разбере со никој од колегите. Затоа што е конфликт на личност човеков. И гледате, како се поврзуваат тие динамици. Ако еден не ти функционира, не функционираш на другите динамици. Имате дадена ситуација, не дај Боже, некој се развел. Вториот динамик му колабирал. Односно, вториот динамик не му е таму веќе. Има порас на вториот динамик. На работа каков ќе биде даден период? Катастрофа. Како ќе се осеќа како единка? Катастрофа. Духовно како ќе се осеќа? Катастрофа. Шестиот динамик све запоставил по дома. Све запоставил. Не може да се испегла кошула да се отиде седе на работа. Затоа што гледате се едниот динамик како се рефлектира на другиот динамик. Не дај Боже жена ќе дознае дека мажот ја вара. Она после тоа е уаут и на прв динамик, и на трети динамик. Ни го шета куќа, само куќето го шета, затоа што куќето ќе даде некој тип на екстровертност. И така натаму. Видите, некогаш луѓето добиваат, за жал, од кучиња и од домашни миленичија поише љубов отколку најблиските дома. Зар тоа не е разочарувачко? За мене е. Миленичиња се прекрасна работа и мислам дека треба луѓето колку љубово кога ќе видиш куче дома го дај љубов или мачка. Кучињава се поачик во давање на љубов од мачки, бе. Сакам да кажам, ама секој си сака животни, секој си има преферира едноставно тоа е он. Сакам да кажам колку би љубово кога таква љубов би добивали и од сопружниците по дома. Кога би добивале таква љубов од претпоставените на работа, кога добивале таков интерес и љубов од колегите на работа, од комшиите, кога би ја давале таа љубов на околината. Затоа што наш динамик се луѓето, Македонија е наш трет динамик. Зашто да не си ја сакаме? Затоа што до нас таа е наш динамик. Мој динамик е. Зградава. Имате некои луѓе ќе види хартија, он не ја збира. Зашто? Они се. Кој они, човек, твоја зграда е, тој е твој динамик. Собери хартијата од земја. Не фрлај пикавецот, он си пуши цигара у кола штра. Не, Скопје. Зашто после Скопје е прљав? Па затоа што он нема концепт дека Скопје е негов град. А он го прља. И на крај се жали дека е прљав град. Зашто? Он фрла пикавци, он фрла харти кај што ќе текне, кај што ќе стигне и после тоа му смета Скопје е прљав град. А не сваќа дека е негов динамик. Он го направил тоа. Жена му за никаде, катастрофа. И после тоа кука он, не при ова, не при она, ама он допринел за жена му да биде таква. Затоа што ниеднаш не се насмеал, ниеднаш не ја гушнал, не ја дал убави зборови, се жена му катастрофа. Епа, може би имаш удел и ти. И обратно, жената кон мажот. Сега такви примери земав со мажи кон жени, нема врска, луѓе ова. Знаете, ние сме 8-те работи. Сега, колку повеќе експандираме, колку повеќе се шириме, ние почнуваме да сваќаме дека животот е убав кога си одговорен на сите овие полиња. Колку е глупо. Знаете дека работа ми е многу со луѓе. Имате луѓе кои што немаат работа. Тие се у многу потешка психичка состојба некојаш од луѓе кои што имаат работа. Сега, колку е убаво да имаш трет динамик, да имаш група, да имаш работа на која што допринесуваш. Па зар тоа не е преубаво? Ама мораме да си ја чуваме таа група. Мораме се чуваме држава, мораме се чуваме градот, мораме се чуваме зграда. Тоа е све трет динамик. Мораме се чуваме ја и вие. Гледате, овие лајвови ни траат 5 години. Колку убав динамик сме. Вие сте мојот трет динамик. Вие сте дел од мојот живот. Вие сте мојот трет динамик. И јас сакам да сум одговорен за вас, сакам да ви дадам
податоци, информации на вас. Вие ми давате мене задоволство поради тоа што ќе ми пишете колку сум ви помогнал, работам со мои клиенти, клиентот им успех ќе ми пише порака, Жаре, ти благодарам, ова без тебе немаш да го направам, ме смени, ми допринесе за да добијам таа работа, ја цветам, се чувствам убаво затоа што вие сте ми дале фидбек на мене. Ама вие сте мојот динамик. Вие сте дел од мојот живот. Се има многу убаво објаснување, кај што во една книга за етика, истиот филозоф Хабард зборува најдобра одлука е таа која што напредува кон најголемо добро за најголем број динамици. Гледате, една одлука е добра кога има најголемо добро за најголем број динамици. И најлоша одлука е таа што прави најмногу штета за најголем број динамици. Значи, како знаете кога сте донеле добра одлука? Дали имате најголемо добро за најголем број динамици? Ако донесете некоја одлука каде што вие си имате ќар како единка, ама вториот динамик ви е уништен, третиот динамик ви е уништен, петиот, шестиот, седмиот, катастрофа. Тоа не е добра одлука. Ама луѓе што викаат, абе ја да си земам, за мене. Чекај бе за тебе, а за општеството, а за групата, ќе посрамотиш фамилијата со тоа. Ме разбирате, ама луѓето кога веќе ја немаат таа духовност, таа креација за животот и за околината, он мисли само за себе. И знаете што е интересно? Ако не си се фаворизира само себе, он мисли дека сгрешил, за жал. А грешка е кога не правиме најголемо добро за најголем број динамици. Но луѓе идат во целосно друга екстрема. Гајле му е за све друго. Он не мисли за динамиците. Не е свесен за динамиците, мисли само за себе. И на тој начин си го уништува животот и си уништува моќта, поради тоа што не е етичен. Што е етика? Да мислиме за сите. Да мислиме за сите овие полиња, тоа е етика. Затоа што никој не обстанува сам, да го цитирам пак филозоф Хабард. Сега, поентата е да можеме да се прошириме во сите овие полиња и да допринесеме на сите тие полиња, поради тоа што тоа е животот. И сега човек, кога се повлекува од сите тие полиња, се разочарал од третиот динамик, се разочарал од втори динамик и од себе се разочарал. Има некоја неодговорност. Кога човекот ќе ја сврти ситуацијата и почна да биде одговорен за бенефит на другите динамици и полиња, он станува среќен. Зошто? Поради тоа што е вреден, поради тоа што се чувства дека допринел. Како им наштетува на динамиците? Не ќе да ги гледа. Он се повлекува од динамиците кога ќе почне да им наштетува. Од тие сегменти на кои што човекот ќе им наштети, он ќе се повлече од тие сегменти. Видите, прави нечестни работи на работа. Више нема среќна работата, ќе си најде 100 оправдание зашто работата него го малтретира, како има проблеми на работата, бла. Прави нечестни работи у фамилијата. И од таму ќе се повлече. И на крај останува сам и сите му се криви. Ја имам еден цитат, тој на кој што сите му се криви, тој не е прав. Луѓе, колку повеќе ги сакаме и помагаме и допренесуваме на овие полиња, на овие динамици, толку повеќе животот ни се свиѓа. Колку повеќе рушиме по тие полиња и тие динамици и не сме одговорни, толку помалку животот ни се свиѓа. Значи, како да знаете дека сте донели исправна одлука? Одлуката ваша прави најголемо добро за најголем број динамици? Ако прави најголемо добро за најголем број динамици, да. Имате некој човек ќе се пресели, можеби. Ќе се пресели во друга држава или во друг град за 200 евра. Поише. Чекај, ама тука си напуштил фамилија, си напуштил друштво, си напуштил децата си ги земал од едно школа, си ги однал на друго, кај што можеби не им се свиѓа. Не знам дали е најголемо добро за најголем број динамици. Но ако си се преселил, дури си се преселил ако е за 200 евра, ама имаш подобро друштво там, деца имаат подобри дни, имаат подобро школа, ти се чувстваш поубаво. Тебе ти е поубаво. Имаш и шестиот динамик каде што имаш и финансии, ама имаш и духовно се чувстваш добро. Човек си направил исправна одлука, зашто си ги развил динамиците, се зголемиле. И сега секој човек мора да размислува врз база на тоа што е најголемо добро за најголем број динамици. Ама ние не сме научени така да размислуваме, за жал. Човекот е научен да размислува само за себе и тука му е грешката и тука си го подкопува опстанотот. Поради тоа што секој човек што мисли само за себе не може да опстане добро. Секој човек кој што мисли, како викаат, рака што дава не се суши, така е, луѓе, затоа што ние сме овие пориви. Јас сум. Ама ти си.
На сите тие полиња треба да бидеш. Да се вратам на мајка ми. Бог да ја прости која викаше: Жаре, ти си дома како гостин. Да, затоа што не сакав да бидам. Имате луѓе кои што се гости на работа. Имате луѓе кои што се гости на оваа планета, ништо не допринесуваат за планетава Земја. Имате луѓе кои што не допринесуваат за општеството. За тие што допринесуваат, тие се, тие одлучиле да бидат. Сега, немојте да бидете гости во вашиот живот. Одлучете да бидете. Имате преубави динамици околу вас. Допринесете на нив, на фамилијата, на пријателите, на животинскиот свет, на околината, разубавете го дворот околу зградата, ќе се чувствувате одма пубаво. Ама третиот динамик сте го зголемиле, тоа е вашата група, петиот динамик зеленило, жив свет, убавина. Духовно како ќе се чувствувате супер. И како прв динамик исто така ќе се чувствувате горд. Па и други жената ќе биде горда на тебе, затоа што си помогнал на групата. Може имаш па жена што ти вика: "Аве, што пек ти помагаш, будала една." Аман, па и сега ти ли ќе опраши зградава? Не ја слушате. Гледайте, можам да разберам дека она не ќе се даваш на околината, ама нема поубаво да допринесеш на различни полиња од твојот живот, затоа што на тој начин само го експандираш твоето влијание, твојата среќа и твојот простор. Што ќе правиш ако се повлечеш како единка само? Што ќе правиш? Немаш више пријатели, излези со пријатели, јави им се на тие што си ги запоставил. Зашто си ги запоставил пријателите? Не ги запостави пријателите. Сакај си ја работата. Секој сабајли има и зашто да отидеш на работа. Допринеси на работата. Ке те промовираат на работното место. Па ете, така мајка ми викаше: "Гости дома", и после тоа не бев гостин дома. Поради тоа што сватив што е одговорност. Кога ќе се туширав, прво јас се туширав, трошев вода, сестра ми немаше вода за неа за да излезе она после тоа у град. И после тоа почнав да размислувам преку динамици. Викам: "Чекај, зашто? Она е мојот втор динамик. Морам да бидам одговорен за неа. Да не треба да се истушираш ти пред мене. Иди истуширај се пред мене." Така. Кога некое дете станува возрастен човек, кога почнува да мисли за околината, децата обично мислат за себе. Затоа што нема доволно свесност и одговорност да мислат за околината. И колку повеќе допринесуваат на околината, толку повеќе околината ја сакаат. И толку попаметни стануваат, и толку посвесни стануваат. Имате некој кој што е научен само за себе да гледа, само за себе да гледа, само за себе, тој останат на некој тоа ниво на јас сум дете, треба да ми допринесат мене. Не, ти не си веќе дете, треба ти да допринесеш на околината. Ти треба да допринесеш на тие кои што ти треба да ги земеш под твоја одговорност. Не некој тебе цел живот да те влече некаде, него ти треба да направиш околината се чувствува убаво. Ти да допринесеш на сите овие сегменти во животот. Тогаш си шампион. На колку од овие полиња си активен? Гледайте, кога ќе станете од сабајле, замислете си, отидете у теретана, земеш да читаш малку. И направиш на жена ти смуди, им направиш на децата нешто што они сакаат здраво, отидеш на работа, им пратиш, не знам, убава комуникација на клиенти со кои што работиш. На работа имаш убав однос со луѓето. Доеш дома, го изнесеш куќето да се шета малку низ парк. После тоа си излезеш со пријателите или ќе викнете пријателите со сопругата дома и нивните деца дома, па децава играат заедно или ќе отидете заедно со некоја фамилија на одмор и така натаму. Гледате колку е пол животот. Па работиш на себе духовно, некоја техника си нашол која што духовно ти помага да се ослободиш од сите тие трауми. Вау! Човек, ти имаш фантастичен живот. И имаш некој кој што не знае со себе и само мрчи и гледа кој што направил, а он гледа кој што направил зашто он ништо не направил, зашто тој човек што многу прави, тој не гледа кој друг прави, дал прави или не прави, затоа што тој му се зафатени рацете, тој е само на прв динамик и мрчи. Затоа мрчи, затоа што не помага на другите динамици. Едноставно е. Едноставно е кога е одговорно. Кога е неодговорно станува многу комплексно. Затоа што све некој друг ти е крив. А ти не гледаш дека сите тие кои што ги хейташ и ги мрзиш со твои динамици, опраи ги, помогни им. Дај им знаење. Не ги критикувај само. Направи ги да бидат подобри. Тоа е моје размислување на оваа тема, луѓе. Лесно е човек да е негативен. Тешко е да е позитивен, затоа што тоа бара одговорност.
Немојте да сте гости во сопствениот живот. Немојте да сте гости во сопствените динамици. Мајка ми да ја повторам. 5 пати ја спомнав денеска. Сине, немој да си гостин дома. Немој да сте гости дома. Немој да сте гости на оваа планета. Наша планета е, луѓе. Наша планета е. Не е ничија, знаете, и планетава. Не мислиме за планетава. Наша планета е, наша земја е, наша Македонија е, наша општина е, наше школо е, наше работно место е. Не е само на шефот или на оној кој што е главниот менаџер или сопственикот што креира. Не, и твоја работа е. Зашто ако не си одговорен, ќе ја немаш. Ако не си одговорен за бракот, ќе го немаш. Ако не си одговорен за околината, ќе ја немаш. Ќе ти сврлат сите. Ќе ти сврлат сите од твоите динамици ако не си одговорен. Имаш се за кое што си одговорен. Имаш се за кое што си одговорен и се она за кое што не си одговорен го немаш. Или ќе го снемаш. Поради тоа што никој не сака да биде околу неодговорен човек. А како изгледа одговорноста? Грижа за другите луѓе, помош, гледање ако им треба нешто како да им помогнеме. Не ние секојаш да сме управо, него може и они се управо. Така изгледа одговорноста. Како изгледа неодговорноста? Ти си секојаш управо, другите не читат, сите другите се криви и имаш негативна енергија и емоција кон нив. Епа, кој сака? Кој сака да е со таков човек? Никој. И затоа ќе ти исфрлат од играта на животот. Уствари сам си исфрлаш. На нив само си им дошол преку глава, зашто не може више да те толерираат. Ама знаеш што? Мислам дека ни себе више не можеш да се толерираш. И ако не можеш да се толерираш себе си на тој начин дека си негативен, направи нешто да станеш позитивен, затоа што играта на животот е многу убава, кога си одговорен и кога преземаш одговорност. Јавете ми се да ви помогнам да ги донесете во синергија и комуникација сите овие делови од вашиот живот, да бидат во комуникација, да бидат во заедништво, не да бидат еден контра друг. Твоја одговорност е да ги направиш овие твои 8 делови, да бидат синхронизирани и да функционираат. Поради тоа што ако на едно место не ти оди, тие се поврзани, ќе почнеш да паѓаш и на другите места. Не бидете гости во вашиот собствен живот. Не бидете гости дома, не бидете гости на планетата, не бидете гости во општеството, не бидете гости во градот, не бидете гости во вашата работа. Туку биди некој кој што ќе допринесе и креира за тој сегмент, поради тоа што тој сегмент од вашиот живот е ваш. Вие сте се. Не? Тоа е од Лао Це. Ние сме се. Ама никој не сватил дека ние сме се. Јас сум вие, вие сте јас. И ако јас сум вие, ја ќе бидам одговорен за вас. Ама ако кажам они, одма не сум одговорен за вас. Зашто? Зашто се сепарирам од вас. Зашто би се сепарирал од вас? Ако не ви помогнам или ако ви грешам. Ако не ви помогнам кога треба и не ќам да ви помогнам или ви грешам, не преземам одговорност, ја ќе се оддалечам од вас. И тогаш ја не сум се. И тогаш јас сум јас, вие сте вие, и има кавги, и зато има војни, и зато има непријателства, и зато има конфликти, затоа што не сме ние се. Затоа што они се они и не ќам да ја видам нивната точка на гледиште. И колку повеќе се они, ја помалку имам афинитет, а колку повеќе имам афинитет, колку помалку имам афинитет за вас, толку помалку сакам да видам ваша страна. И така се оддалечуваме, поради тоа што не сме одговорни да ја видиме и туѓата страна. Океј. Се гледаме, дечки, повторно. Не знам дали ќе се видиме во среда, ќе најавам дали ќе имаме предавање во среда, во петок сега ако ќе имаме, ама за среда е по знак прашалник, како и да е. Се надевам дека уживавте 8 динамици. Добра одлука е таа од филозофот Хабар, која што напредува, или етична, која што напредува кон најголемо добро за најголем број динамици. Лоша одлука или најлоша е таа која што предизвикува најмногу штета на најголем број динамици. Лесно е да си неетичен, тешко е да си етичен, односно ствари е многу лесно да си етичен, поради тоа што кога си етичен не се чувствуваш неубаво, затоа е лесно, ама некогаш ти треба дисциплина, па изгледа тешко, затоа што некогаш нешто те мами да не размислуваш врз база на најголемо добро, него почнеш да размислуваш само за сопствено добро, тогаш набрзо ќе дојдеш во проблеми во животот. Поздрав, чао!